детектиране добар или одреден напредок во некои области, но и ограничен или недоволен, односно нема никаков напредок во повеќе други области и теми од европското законодавство и стандарди. Она што ме охрабрува е што и во овој кус период на новата влада Европската комисија ги препознава напорите за борбата против корупцијата, нешто што не беше случај во минатиот извештај. Лани извештајот, само што ја земал Мицика власта, за 2 месеци не можел да направи чуда. Извештајот бил лош, заради тоа што предходната влада, СДСМ не работеле добро. Година дена подоцна, извештајот е полош. Најлош до сега. И овој извештај е направен базирано на работата на оваа влада на Христијан Мицковски цела година. Ако не можам да се сложам со констатацијата дека има некои други земји кои што се пред нас, например, ние сме многу пред Албанија, условно кажано, дури во 8 области сме пред Албанија. Објективната оценка е дека Црна Гора е прва. Второто место сме ние и Србија, па потоа доаѓаат Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и така натаму. Црна Гора дока е 2027 очекуваат да станат полноправна членка на Европска унија. Албанија дока е 2028 треба да станат полноправна членка на Европска унија. Македонија абер нема до 2050. Како сме ние пред Албанија? Сега бил лош заради тоа што он е добар, ама знаеш што заради тоа што бугарите не се стајани, затоа е лош. Пази, значи сите се криви. СДС, техничка влада, вонземјани, само не е крив. Само оваа влада не е крива. Ќе блокирате државава. Малце вие сте криви, знаете, треба да малце према себе да погледнете, малку одговорност према себе.